Што проповедале светиите од раната црква кога го ширеле евангелието? Внимателно разгледајте го Новиот Завет, особено книгата Дела. Каде и да оделе, тие вредно го проповедале фактот дека Исус е Христос. Дали луѓето би му верувале на Исус ако не го проповедале тоа? Апсолутно не. На луѓето од тоа време, со нивното преовладувачко верување дека нема друг Бог освен Јехова, би им било невозможно лесно да ја прифатат верата во Исус, кого го сметале само за син на Јосиф, дрводелецот од Назарет. Сепак, Библијата и пророците сведочат дека тој е Бог Јехова на кого тие му служеле и дека Бог дошол на оваа земја во тело. Библијата исто така сведочи дека во последното доба на Светиот Дух, тој ја дарува благодатта на спасението врз човештвото со новозаветната пасха во Кореја, земјата на исток. Мораме да им објасниме и информираме на луѓето за овој факт. Колку искрено апостолите Павле и Петар и бројните пророци на раната црква копнееле и го очекувале доаѓањето на Царството Христово без да ја напуштат својата вера. Само затоа што веруваме во Христос Ахнсхангхонг, не значи дека не веруваме во Исус. Бидејќи кој е Христос Ахнсхангхонг? Тој е Исус Христос кој дојде на оваа земја пред 2000 години. Затоа ние сме оние кои навистина веруваат во Исус. Кога јасно го разбираме името на Отецот, Синот и Светиот Дух, се открива тајната на Божјото спасение. Исус рекол во Јован поглавје 17, животот вечен е тоа, да те познаат тебе единиот вистински Бог и испратениот од тебе Исус Христос. Кој може да каже дека верува во Исус без да го знае неговото ново име? Само кога ќе го знаеме неговото ново име, можеме да добиеме прошка за сите наши минати гревови и престапи преку крштевањето ветено од Бога, да бидеме исчистени и да можеме да го направиме првиот чекор кон Бога. Да го разгледаме заедно Исаја поглавје 43, стих 10. Во поглавје 43, стих 10, Бог вели: А мои сведоци, чии сведоци сме ние? Вели Господ, сте вие и мојот слуга, што го избрав. Тогаш, на кого се однесува мојот говде? Бог Јехова изјавил: Вие сте мои сведоци и мој слуга кого го избрав. Според тоа, сите оние кои верувале во Бог во времето на Отецот мора да бидат сведоци на Јехова, сведочејки за Јехова. Ако го поделиме Божјето дело на спасение на почеток, средина и крај, почетокот е ерата на Отецот. Средината е ерата на Синот, а последниот дел, крајот, е ерата на Светиот Дух. Да го разгледаме стихот во Дела поглавје 1, стих 6. А тие, кои беа собрани, го прашаа велејки: Во ова време ли ти ќе го востановиш, Господи, царството Израелово? И тој им одговори: Не е ваше да ги знаете времињата или часот што Отецот ги поставил во своја власт. Но ќе примите сила од Светиот Дух, кој ќе слезе на вас и ќе. Чии сведоци? Ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија, и до крајот на земјата. Исаја поглавје 43, стих 10 научи да бидеме сведоци на Бог Јехова. Но овде во Дела поглавје 1, чии сведоци треба да бидеме? Исус рече: Бидете мои сведоци, што значи сведоци на Исус. Доколку немаше разлика меѓу возрастите, Библијата би изгледала полна со противречности. Затоа, мора јасно да разбереме и препознаеме дека постојат три века: векот на Отецот, векот на Синот и векот на Светиот Дух. Потоа, можеме да потврдиме дека Библијата воопшто не е контрадикторна, туку дека Бог милостиво ги поврзал сите работи.